И после речиси 2 месеци од почетокот на пандемијата со коронавирусот во Македонија, Прилеп се уште не мирува. Градот од почетокот на ова здравствена криза е трето жариште во државата, а нови случаи со заразени лица од вирусот имаме секојдневно. И покрај тоа, лидерот на СДСМ, Зоран Заев, инсистира на брзи избори, кои во една ваква ситуација можат да бидат опасни по здравието на граѓаните. Сепак, Заев треба да го разбереме. Во услови кога неговата партија се распаѓа, економијата е пред колапс, а се погласни се критиките, дури и во неговите редови, не му останува ништо друго, туку по цена на здравието на граѓаните, да се надева на што помал пораз на изборите. Освен брзањето на Заев, Прилеп се соочува со уште еден голем проблем, а тоа е бројот на тестирања со кои се извршени денеска, досега. Како што извести градоначалникот Илија Јовановски, до пред 10 дена во Прилеп биле направени само 642 тестирања за COVID-19. Тоа, почитувани со граѓани, значи дека здравствените власти вршеле само по 10 тестови во просек во изминативе 2 месеци во Прилеп. Поради тоа, денеска прашуваме дали бројката од 184 досега заболени лица е реална или пак може оваа бројка е поголема. Дали властите планираат да спроведат скрининг процес на повеќе категории граѓани во Прилеп, со цел откривање на сите асимптоматични случаи. Исто така го прашуваме градоначалникот и здравствените власти дали е точно дека во изминатиот период се појавиле повеќе позитивни случаи на коронавирус во населбата Тризла. Подсетуваме дека општината, која предводи Јовановски, и партискиот огранок на СДСМ со Миле Талески, како председател, во оваа населба неконтролирано делеа пакети со прехранбени продукти, при што се создаваа гужви. Почитувани, на Заев и СДСМ очигледно не им важи овие прашања и не ги загрижува дали брзи избори во јуни можат да значат нови заразени со COVID-19, како и потенцијални нови жртви како последица од вирусот. На Заев и СДСМ не им е важно што бизнисите колабираат, нито пак тоа дека над 8.000 луѓе во Македонија досега останале без работа, како последица на минорните мерки на владата. Овие луѓе се грижат само за нивните фотели и ништо друго. ВМРО ДПМН ќе победи на изборите кога и да се одржат, а дебаклот на СДСМ и Зоран Заев ќе го доживеат токму во Прилеп. Благодарам.